три добри работи за Македонија. И сме пред почеток на предпристапни преговори за Европска Унија. Затоа што ги пресретнуваат барањата од Европската Унија. За октомври треба да кажеме дека мора да се реши проблемот со името еднаш и за секогаш. И сега можете да ја покажете на Европа дека сте подготвени да го сторите тоа. Но убеден сум дека сега е правата можност да се покаже политичка желба од двете страни да се премине овој проблем. Членството на Европската Унија е многу важна работа за вашата земја, како и за влезот во НАТО. Го поддржувам господинот Груевски за да продолжи понатаму со одржување на добрите одредници, како и реформата во јавната администрација и да се продолжат преговорите. Ми беше задоволство што денеска имав можност да се сретнам со господинот Баросо во еден доста важен момент за Република Македонија. Нашата земја ги исполни сите неопходни критериуми за добивање на датум за почеток на преговорите, што почеми беше забележано од страна на Европската комисија во незините последни препораки. Ние за ова сме благодарни и високо ја цениме улогата на комисијата во интегративниот процес на Република Македонија. Голема благодарност до Европската Унија и за одлуката за визна либерализација за граѓаните на Република Македонија. Ние остануваме посветени на Европската агенда, а Европската агенда на Република Македонија. И напорно ќе продолжиме да работиме за оваа цел, која што е приоритет на сите граѓани на државата. Ние и понатаму ќе се трудиме да ги решаваме сите отворени прашања и ќе бараме решение и за прашањата за кои што сега беше станато збор. Така што ќе се трудиме да дојдеме и до решение за прашањето поврзано со спорот што го отвори Грција поврзано со нашето име. Ја искористив оваа прилика исто така да зборувам и за сите други детали, сите други наши напори за земјата да ја предвижиме напред и исто така да дојдеме до почеток на преговори и се разбира еден ден до полноправно членство. Благодарам. Thank you very much. We will now take a couple of questions in English, please, since there is no interpretation, it was not foreseen. The first question goes to the lady over there. Please use the microphone and identify yourself and the media you represent. Justina Pavlak, Reuters. Are there any new solutions on the Дали table има in the discussions нови between Macedonia and Greece that would make it possible? That's a question for both. Дали има нови договори на маса ставени како решенија во спорот со името? Во последниот период има многу интензивни дискусии на различни нивоа помеѓу Република Македонија и Република Грција. Диалогот е естаблиран многу подобро отколку претходно. Има интензивни преговори помеѓу преговарачите. Затоа мислам дека ова е прогрес, но немаме сериозен прогрес во основата за барањето што го отвори Грција. Ernest Bunguri from Alsat Macedonia Од Television. Алсат Македонија. What will be your part of responsibility as the Prime Minister and the government? Премиеру, која е вашата одговорност ако во декември на самитот Македонија не добие датум за преговори? И какви ви се одговорностите? Максимално да го решам овој проблем и граѓаните можат да го видат ова. Јас направив се што е во моја моќ и ќе продолжам ова да го правам понатаму, без разлика дали граѓаните се македонци или албанци. Од грчката телевизија, премиеру, сакам да ве прашам, дали искрено верувате дека било која грчка влада во иднина ќе маневрира и ќе се врати еден чекор назад во овие преговори за името?
That's for me. Дали е тоа за мене? Јас верувам дека има многу за грчката влада да биде пофлексибилна и да продолжи со интензивни дискусии во однос на споразумето. Затоа дискусиите ќе можат да бидат паралелно заедно со преговорите за добивање датум за преговори за Европската Унија и да се постигне договор за името. Грчката влада има можност да не блокира во секое време и во отворањето и во затворањето на целата работа. Затоа има многу време за преговори и спремни сме за интензивни дискусии, но навистина блокирањето нема да покаже ништо, како и блокирањето во НАТО. Блокирањето во НАТО направи само поголемо разделување помеѓу диалозите, наместо поотворено и подетерминирано решавање на проблемот.